Почитувани, во рамки на Берлинскиот процес, стопанските комори на 6 земји од Западниот Балкан се обединети во така наречен Коморски инвестицијски форум или скратено КИФ. Во услови кога пандемијата на коронавирусот предизвикува сериозни последици и за економиите на Западниот Балкан, 6 стопански комори на КИФ се во постојана меѓусебна комуникација, но и во комуникација со нивните влади и деловните заедници, со цел да го идентификуваат и анализираат влијанието на пандемијата и да предложат соодветни мерки за помош на компаниите и нивните активности во оваа неизвестна ситуација. За таа цел, со заеднички напори, 6 комори во рамки на КИФ ги идентификуваа во моментов најважните прашања за одржување на виталноста на економиите, но и системите во земјите од Западен Балкан, во оваа ситуација од која што сите се погодени. Поради што, председателот на КИФ упати апел за помош и поддршка до председателката на Европската комисија, господја Урсула фон дер Лејен, господин Кристијан Даниелсон, генерален директор на Генералниот директорат за преговори за добрососедство и проширување, господин Оливер Вархели, Европски комесар за добрососедство и проширување, како и господин Фил Хоган, Европски комесар за трговија. Едно од клучните прашања, кое што ги засега земјите од регионот, е ограничувањето на извозот на заштитна медицинска опрема од европските земји. Здравствените системи во земјите од Западниот Балкан се генерално послаби во однос на Европската Унија, најмногу како резултат на недостаток на јавни средства и не толку силни економии. Покрај тоа, во регионот не постојат и доволно овластени производствени капацитети за да се премости јазот помеѓу понудата и побарувачката. Повикувајќи се на одлуката на Европската комисија за изземање на Исланд, Лихтенштеин, Норвешка, Швајцарија и Велика Британија од барањата за одобрение за извоз на ЕУ, КИФ ја повика комисијата да ја прошири одлуката и за земјите од Западен Балкан. Побарано е земјите од регионот да можат исто така да учествуваат во заедничката набавка на медицинска заштитна опрема. Овие мерки се важни не само за помош на здравствените системи во земјите од Западниот Балкан, туку и за поддршка на производствените капацитети за продолжување со нивната работа. Во моментов, компаниите немаат доволно заштитна опрема за нивните вработени или пак залихите се многу намалени, што во спротивно ќе доведе до стопирање и затворање на нивното производство. Оваа ситуација може да биде погубна и за Европската Унија, бидејќи многу компании од регионот се дел од синџирот на снабдување на ЕУ, кој што во овие моменти е многу важно да продолжи активно да функционира. Надворешните граници на ЕУ географски го опфаќаат и Западниот Балкан. Од тие причини, КИФ побара од Европската комисија итно да се земе предвид и можноста за дозвола за пристап до зелените коридори за компаниите од Западниот Балкан. Протокот на стока, особено на приоритетни продукти, како што се прехранбени производи, лекови, медицинска опрема, не смее да се прекине во ова кризно време. Транспортот на стоки од примарно значење треба да има приоритет во однос на другите стоки преку зелените коридори, каде што протокот на сообраќај мора да тече непрекинато. Увозот на репроматеријали и суровини од Европската Унија, потребни за производство на производи од примарно значење, е подеднакво важен за одржување на капацитетите на компаниите од регионот и истиот треба да биде вклучен во системот на зелени коридори. Земјите од Западниот Балкан потребно е да бидат вклучени во сите зелени коридори, вклучувајќи го патниот, железничкиот, поморскиот и авиотранспортот. Од друга страна пак, придвижењето по овие коридори треба да биде одобрено за сите комерцијални возила, а за земјите членки не смеат да прават разлика помеѓу стоките наменети за нивниот пазар и стоките во транзит. Со оглед на тоа што Европската Унија е водечки трговски партнер на земјите од Западниот Балкан, домашните компании се соочуваат со многу предизвици при испорака на потребните производи до нивните партнери во ЕУ. Тие постојано известуваат за проблеми во навремената испорака на нивните производи, како и неможноста за навремено доставување на потребните материјали и компоненти до нивните матични компании со седиште во ЕУ.
Возачите на камиони се соочуваат со дополнителни предизвици при испорака на стоки на единствениот пазар заради различни режими за карантин на внатрешните и надворешните граници на ЕУ. Од тие причини, КИФ во своето барање искажа спремност за целосно прилагодување и почитување на ЕУ правилата, како што се преминување на граничните премини со прикажување на валидна интернационална дозвола за вршење превоз од страна на возачите, доказ дека возачите се тестирани и се негативни на коронавирусот, како и почитување на мерките за одржување на лична хигиена и дезинфекција на транспортните возила. Пристапот до Западен Балкан преку зелените коридори сигурно ќе донесе позитивно влијание и за Европската Унија и за Западниот Балкан. Од тие причини, Коморскиот инвестициски форум испрати апел до Европската Унија да ја прошири листата на земји со дозвола за увоз од ЕУ, како и проширување на иницијативата за зелени коридори кон Западен Балкан, за да се вклучат 6 земји од регионот, со цел одржување на виталноста на економиите и на Европската Унија, но и на нашиот регион. Благодарам.